Во Тетово, Скопје, Битола, Кичево и Кочани и денеска се регистрирани високи концентрации на ПМ10 честички. Според мерењата на Министерството за животна средина и просторно планирање, утрово во 8 часот концентрации од 373 микрограми на метар квадратен регистрирани се во Тетово, 337 во Центар, Газибаба 190, Лисиче 258, Битола 213, Карпош 227, Кичево 133 и Кочани 109. Владата на Република Македонија во текот на вчерашниот ден на вонредна седница расправаше во врска со зголеменото ниво на загаденост на воздухот, при што донесе повеќе заклучоци и препораки. На работодавците во Скопје и во Тетово им се препорачува да ги ослободат од обврски бремените жени, лицата над 60 годишна возраст и лицата со астма и белодробни заболувања. Поради зголеменото ниво на ПМ10 честички, град Скопје и општина Тетово да ги активираат активностите за чистење на улиците, особено околу градилиштата. Владата го задолжи Министерството за животна средина да даде и неколку препораки до граѓаните, меѓу кои да го користат почесто јавниот превоз, да не ги користат возилата без поголема потреба, како и почитување на законските одредби околу користењето на огревен материјал. Владата на Република Македонија преку надлежните институции ќе ја следи реализацијата на донесените заклучоци и состојбата поврзана со загаденоста на воздухот. Денеска во 17 часот пред зградата на владата во Скопје, втор протест против загадувањето излези за воздух во организација на 20 на граѓански организации. Организаторите велат дека нема време за чекање и дека надлежните треба да преземат итни мерки со кои ќе се заштити здравјето на луѓето. Предложени повеќе краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки за спас од енормното загадување на воздухот. Дел од мерките се однесуваат на сообраќајот, индустриските капацитети и грејењето на домаќинствата, а препорачуваат и засилени инспекциски контроли.